Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дан се макабре со своето 473-то издание, кое што е именувано Макабре Филмфест, односно број 14. Предолг временски период немаше издание на емисијата кој што гласеа Макабре Филмфест, односно последната епизода на емисијата во почетокот на март, ако не се лажам, беше и воопшто последно во овој серијал на епизоди, посветени на прегледот и анализа на актуелни филмски остварувања, пред да биде забрането доаѓањето на водителите во просториите на Радио Канал 103. Конкретно, и кога веќе не ни е дозволено да бидеме во радиостаницата пред да започне полицискиот час, јас се одлучив физички да бидам присутен во првиот час од мојата емисија, односно да го трансферирам севкупниот говорен дел во првата половина од емисијата, а во втората да слушате музички избор, кој што беше предвиден да биде дисперзиран во текот на севкупната емисија, меѓутоа сепак помеѓу говорните сегменти се разбира, мораме да ги направиме овие приспособувања за да биде во живот емисијата по цена на форсирање на овој начин на водење, кој знам дека не е најсоодветен, но тоа е единственото решение во склоп на полицискиот час кој што престои, кој не прашува дали ја одговара на Да се макабре тоа или не. На почетокот на емисијата слушнавме една композиција од албумот на Vext, односно од албумот Cooling Culture. Стана збор за прогресивен грув бенд од Велика Британија со опасни рифови и моќен женски вокал. Од нив ќе слушнеме уште две композиции, иако само ја слушнавме Hideous. Откако ќе заврши говорниот дел, ќе ги слушнеме и Fake и Epiphany, доколку се разбира има време. А во текот на емисијата ќе ви говорам за 6 филмски остварувања, 3 се жанровски, 2 се мелодрами и едно е документарно издание. Имено 3 месеци немаше Макабре Филмфест и тоа значеше дека се создаде една здрава ризница на изгледани филмови од кои можам да направам интересна селекција која ќе биде составена од изданијата за кои сметам дека вреди пред се да се продискутира во ова четврта едиција со овој поднаслов. Традиционално ќе ви говорам за 3 жанровски филмови, односно хорор филмови и научно-фантастични или трилер филмови, 2 мелодрами и еден документарен филм, како што ви напоменав. Така што останете пред вашите модерни уреди за емитување на сигналот на канал 103. Дан се макабре е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечером имаме закажано Полноќен танц со смртта по 473 пат. Јас сум Златко Ѓелески, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Започнуваме со трите жанровски филмови предводени од Violation. Violation е прв долгометражен игран филм на Дасти Манчинели и Меделин Симс Фјуер. Претходно имаат снимено кратки филмови, а во овој филм самата режисерка ја глуми Грета, девојка која што е незадоволна во нејзиниот брак, па затоа заедно со партнерот оди во куќа оддалечена од цивилизацијата покрај езерце за да се дружи со нејзината сестра, со која што одамна се немаат погледнато. Едната е екстровертна, другата е интровертна и сугестиите како да го живее животот Грета не се многу од помош. Посебно не откако е напијано, но ќе биде силувана од партнерот на нејзината сестра, која искористува можноста на кампувањето на отворено и оддалеченоста од другите за да се наметне, што е предложка за образување на Rape Revenge, основата на тропата на самото дело. Тоа е наративна структура во овој мамблкор во кој забележуваме несреќени и неисполнети ликови, кои нема да може да најдат едноставни решенија за нивните проблеми. На хартија премногу плиток и едноставен филм, но режисерите не се трудиле да го комплицираат действието, меѓутоа се потрудиле да има една насилна сцена во која ќе биде исцедена жртвата и ќе вклучат машка голотија која верувам дека ќе биде шокантна во САД, но во Европа таа воопшто не е ни спорна, ниту па провокативна. Уште еднаш потенцирам на хартија, филмот е подвижно клише, кое милион
пати сте го погледнале во Rape Revenge поджанрот, меѓутоа начинот во кој режисерите се одлучуваат да не го прикажат чинот, туку во крупен план да ги фокусираат инсектите на ливадата, да снимат натежнувачки бирол во кој си поигруваат со перспективата и фокусот, го прават овој филм да биде доволно уникатен за да се запамти по своето иницијално насилство, но мене ми недостасуваше поголема содржина на коските за да се бројнели во великаните на овој поджанр. Има силен визуелен потпис и печат, како и ризична насилна сцена, ајде така да ја наречеме, меѓутоа со една ништо не правиме и со 4 ликови во колиба, мислам дека доволно сме погледнале дела за да станат комплетно заборавливи. Алан Кросби е кинематограферот кој инсистира на употребата на зеленило во ова дело и префинета чистина во најгнасните сегменти, ако може така да ги условиме, приложувајќи крупни планови на минускулниот свет, кој не го забележуваме, доколку не се загледаме добро во него. Само затоа што се ефтини за правење, не треба да значи дека се сите филмови од овој калибар добри, меѓутоа овој филм беше широко селектиран, играше од TIFF до Sundance до South by Southwest и попреку, ги помина огромните фестивали во полноќните селекции, но да беше посодржаен и побогат нели на суштествување на и соодносот помеѓу ликовите, наместо оваа наративна редукција која што ја поседува, реализирана нели со префинета визуализација, ќе беше многу квалитетно искористена можност овој филм, а во овој облик ќе се памти само оваа година и верувам дека подоцна можно и да се заборави. Shudder го стримаат на нивниот сервис наменет за хорор филмови, кој се разбира дека не е достапен во нашата држава, затоа што сме ирелевантни за светот. Продолжуваме со Fried Berry. Fried Berry е првиот долгометражен филм на јужноафриканскиот режисер Рајан Кругер, кој што претходно има снимено кратки филмови, музички видеоспотови, кој се базира на неговиот истоимен краток филм за клошарот Бери, кој е насилник и наркоман, кој го киднапираат воземјани. Воземјаниот зема превласт врз неговото тело и стан кој пред се станува турист, хајде така да го наречеме, на земјата, патувајќи низ Кейптаун, поминувајќи една луда и незаборавна ноќ, исполнета пред се со секс, дрога и транс во одената ситуација. Сценарио е напишано за 3 дена, импровизирано на самиот сет низ градот, а кинематограферот Герет Плейс се нафатил да го снима филмот еден ден пред почнувањето на снимањето, затоа што другиот кинематографер се откажал од функцијата 3 дена пред снимањето. За тоа време што го имале на располагање, имаат изведено максимална бурлеска, збогатена со насилство, грозоти и сексуални девијации. Мислам, што би очекувале да се случува со воземјанин кој ќе заврши во погрешното човечко тело на зависник, како би го гледал нели низ призмата на Бери наш голем маж, и ова е еден од тие грозоти од филмови исполнети со сатира и насилство кое подсетува на акционите филмови од 80-тите. Представено во едно халуцинаторно патешествие низ кое што поминува протагонистот или антагонист, како сакате веќе, во рамките на овој филм. Практични ефекти има за сечија душа и според мене овој филм е пандан на Грис и Стренглер, на Гриниер Грес и на многу други очудувачки, односно зачудувачки филмови кои допираат до жанровските тропи и живеат во нив. Играше во Торино, играше на Фантазија, на Сидџес, на Гримфест и на останатите жанровски филмски фестивали. Ова е треш галор, како што би рекли американците, и не сакам да ви давам експликација на грозоморните сцени, затоа што само ќе ви го расипам јадењето кое што ви предстои. Премисата е едноставна, па ако ви е доволно интригантна, борум. Ако имате смисла за црен хумор и треш естетика од 80-тите години, снимен се разбира за минорен буџет, со погоден актор за да го носи филмот,
тогаш ќе ја добиете пародичната пред се и параноична верзија на Боргман, која не сте ја побарале, меѓутоа ќе ви биде сервирана. А во продолжение слушаме најавата на филмот Oxygen. Oxygen или O2 е деветиот долгометражен филм на Александре Ажа, режисерот на култниот High Tension, потоа одличните The Hills Have Eyes и Mirrors, кој исто така работеше Piranha 3D, Horns, The Ninth Life of Lou Drugs и Crawl, а најавена е и Space Adventure Cobra од него и Левасиер, со оглед на тоа што од High Tension ја доби таа карта за да започне да работи и да одлета за САД и да соработува со Вес Крейвен и Сем Раими на проектите кои што ги има сработено на американското тло, иако Фурија беше први филм кој што го работеше во Франција, но предходно, пред да го сними новиот филм со Левасиер заедно, го работи овој филм по сценарио на Кристи Леблан, кој требаше да го предводи прво Ен Хетауей, потоа на незиното место Нуни Рапајс и на крај Мелани Лоран застана во позицијата на девојката која се буди во крајогеник просторијата без да се сеќава како завршила во неја. Снемува кислород за дишење, а таа мора да открие која е и што бара таму и уште поважно, како да излезе од таму. Тоа значи дека во овој научно-фантастичен хорор филм, снимен за еден лик, не баре 127 дена и сличните на него филмови или перид, во кој заглавен еден лик во незавидна позиција во една просторија и му отчукува животниот часовник и тој мора да се ослободи пред да истече и Ажа мора да најде начин како да го задржи нашето внимание, па затоа фрла пресврти за минатото на ликот на секои 15 на минути, со оглед на тоа што нели ликот на Елизабет Хансен мора да изнајде начин како најпрвин да се справи со вештачката интелигенција која управува со просторијата, а потоа да дознае како да се ослободи всушност од неа. Епилогот е соодветен на сите научно-фантастични филмови што сте и погледнале, така што постепено се движи кон тропите на овој жанр, уште од бестежинската просторија, која е потенцирана убаво освежување се кадрите во кои се излегува надвор од клаустрофобичниот хорор на кој сведочиме, кој е снимен од секој може нагол од страна на Максим Александре, постојаниот кинематографер на филмовите на Ажа и пред се одличниот Maniac, како и половина од The Haunting of Bly Manor. Така што синилото на просторијата максимално е искористено за додавање на потребната футуристичка нота на ова дело. Може Ажа да биде порадикален, тоа дефинитивно го имаме согледано, но одамна нема снимено поквалитетно дело, кое ќе го задржи нашето внимание, оригинално пред се да биде, а не некој непотребен ремейк кој што ќе го работи само за да преживее во Америка. Господинот Робин Кудер, односно фамозниот Роб, ми е еден од најомилените синтвейв композитори на денешницата, така што, иако ова не е поквалитетен скоро од Maniac и Gretel and Hansel, но сепак има препознатлива елегија во неговата синт мелодија, која ме плени и во овој филм, посебно во трагичните сцени. Филмот може да го погледнете на Netflix, значи уште еден филм на стриминг сервисите, ако првите два беа во продукција на Shudder, третиот е на Netflix, така што нека ни е жив и здрав Ажа и нека снима само оригинални дела ако може. Фала многу, со оглед на тоа што господинот знае како да произведе тензија, како да ја задржи во текот на делото и на крај се разбира да даде соодветен одговор на сите прашања кои што и самиот ги отвора во едно дело. Така што ова е прописно снимен научно-фантастичен филм за препознатливите филмови на ликови заглавени во еден кадар. Не би било во ред од моја страна доколку би ви потенцирал ни што све нема да помине Лиз во овој филм, со оглед на тоа што доколку сте љубители на научната фантастика и сте запознаени со сите тие идеи за поигрување со човечкото тело во и вон земјата, мислам дека
многу лесно ќе може да ги препознаете сите тие тропи и во ова дело, со кое што Александре Ажар си жонглира со сите од нив. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, слушаме композицијата Fake на Vext и потоа се враќаме во етер со најавата за двете мелодрами, односно со најавата за Farewell Amor. Уживајте. Farewell Amor е првиот долг филм на Еквам Санги, односно американска режисерка со потекло од Танзанија, која претходно има снимено кратки епизоди од ТВ серии, кратки филмови и епизоди од ТВ серии. Се извинувам, во овој филм еден англски мигрант патува во САД и по 17 години е реобединет со неговата сопруга и ќерка, кои доаѓаат од Ангола во Америка по бегство од воената зона во која што нели потпаѓа нивната држава. Сите се сместуваат во еднособен стан кај што треба да го надополнат јазот, кој што нели го предизвикал протокот на времето, со оглед на тоа што тие се различни личности од тоа што се знаеле претходно. Сопругата е религиозна, сопругот е таксист, а ќерката е тинејџерка. Ги врзува љубовта кон танцот и токму преку таа љубов ќе се обидат да ја реобединат нивната заемна, заборавена поврзаност која што постои. Филмот содржи една прекрасна студија на ликови кои доаѓаат од сосема различни животни искуства, принудени се да бидат бегалци на непознато тло, само за да може да се спасат. И тоа значи дека потребно ќе биде да пламне љубовта помеѓу сопружниците, кои не бар за прв пат се пресретнуваат и имаат заеднички спомени од некој си давнешен предходен живот, така барем изгледа. Потребна е аклиматизација на сите ликови, што нема да биде лесен подвиг за новодојдените, кои нели потребно е да го потиснат своето потекло за да бидат прифатени од околината. Но може би нивното културолошко наследство ќе биде чинителот кој ќе ги направи да се издвојат од толпата и да овозможат нов поглед на животот, но кој нели не се способни другите. Ова се однесува посебно на ќерката, која што со незиниот племенски танц сите ќе ги воодушеви во танцовата школа, затоа што ќе блика со индивидуалност и посветеност на самиот танц. Премиера имаше на Sundance 2020 година, а потоа играше во Дурбан, во Лондон, во Сан Диего, Остин и се закити дури со Independent Spirit награда. Невообичаена љубовна приказна, односно филм кој што демонстрира дека и за најбајатите теми, како што е љубовта помеѓу сопружниците, може да се искае уникатна приказна, која може би нема впечатливи, кој знае колку пред впечатливи кадри и сцени, но има срце и душа, што многу е поважно од совршено снимено шупливо дело. Така што од сите филмови кои што ми беа на располагање изгледани во изминатите неколку месеци, значи тоа се речиси стотици филмови на располагање, очигледно од сите тие мелодрами. Farewell Amor може би најсилен впечаток ми остави баш поради уникатниот пристап, не само на хуманата димензија и поврзаноста помеѓу ликовите, туку и на миграционите прашања и побуди и започнување на нов почеток на живот од нула на непознато тло и потреба од наоѓање на своето место пред се во светот. Во продолжение слушаме најава за мелодрамата Shiva Baby. Shiva Baby е првиот долг филм на Ема Селиџман, односно по истоимениот краток филм кој што го има режирано, во кој Рейчел Сенот ја глуми Даниел, млада еврејка која е присутна на еден еврејски погреб, се пресретнува со незината поранешна љубовничка од детството и се пред се со незиниот шугар деди, односно со човекот со кој што е во интимна врска, секако и со неговата сопруга и бебе за кој што таа не е запознаена, што значи дека каде и да се заврти Даниеле, на погребот обиколена е од незините
прегнатни интимни релации кои ја прогонуваат, што воопшто не е добро пред се за ликот, но е совршена граѓа за гледачот да може да ужива во премрежјето на сплетки во кои што таа е плеткана, баш поради тоа што таа го има комплицирано нејзиниот сопствен живот до тој степен што се пресретнува со сите нејзини љубови на едно место, конкретно на погребот, и се прави соодветна подлога за развој на комедија, но таа е крајно нереализирана личност која што од тоа што не знае што сака во животот си го саботира со сплетки и пред се со релации што ги воспоставува и ги трпи секако последиците на незините одлуки. Значи coming of age филм ситуиран на погреб кај што протагонистката мора да се сноси со незините животни избори и да се огледа дека можеби не е проблемот секогаш во другите, туку да се погледне и себе си во огледало не би било на одмет, но се разбира дека не сме тоа да го направи на погребот затоа што огледалата треба нели да се покрие неколку, јас што сум запознаен. Буквализираната паралела со насловот може да се прегне и со Shiba Baby, односно Blaxploitation филмот на Пем Грир, Марија Руше го снима овој клаустрофобичен филм на една локација кој што играше на ТИФ, играше во Вирџинија, во Аделаид, на South by Southwest и во Денвер. Сите досадни тетки и баби, на кои што сте навикнати да ги гледате на погребите и на славите, се присутни и во филмот со нивните сенилни разговори, кои само ги натежнуваат постоечките проблеми во кои со кои што се соочува пред се ликот кој што го има пуштено незиниот живот на автопилот и секако дека одредени ситуации се наместени во таа функција само за да се истурка приказната напред. Тоа е воочливо, очигледно станува за разрешницата на нив, меѓутоа сметам дека комедијата е загарантирана, така што софистицираната драмедија ви предстои на гледање. Само не очекувајте некаква сиурнебесна комедија и ќе бидете задоволни. Ќе ги добиете сплетките и ќе ви го задржи вниманието. И понекогаш треба и да бидете задоволни само со тоа. За последниот филм, за анализа во ова издание на Дансе Макабре, ќе биде Being a Human Person. Being a Human Person е документарен филм на Фред Скот, режисерот на неколку музички документарци, кој што одлучува да сними долгометражен филм посветен за еден од најчудните режисери на денешницата, односно 76 годишниот виртуоз Рој Андерсон, кој што е потписник на A Swedish Love Story, Gilly Up, Songs from the Second Floor, You the Living, A Pigeon Sent on a Branch, Reflecting on Existence и About Endlessness, односно кому му се наближува крајот на кариерата и ги уловува стравовите од пензионирањето кои раѓаат несигурности пред се во него, подлегнувајќи на алкохолизмот и ранливост на пред се на авторот кој не може да екзистира без студиото 24, кој го изгради во Шведска и повеќе од потребно е работењето во местото за да има дополнителен мотив за живење и творење, а и пред се за анимација во текот на денот. Детално се разработува креативниот процес на со капка алкохол, во кој што со месеци нели се посветува екипата на градење на сетовите во интериерот на зградата кои ги искористува Рој за да има пред се севкупна контрола над нив, за да ги сними вињетите од неговите апсурдни дела, како што е нели финалното About Endlessness. Во филмот имаме непопречен поглед во методологијата на неговата работа, проследена од изјавите на неговите соработници, кои може да доловат сосема поразлична слика и за идолизираниот Рој, кој уште со неговите први филмови бил торпедиран во звездите во Шведска и до ден денес се обидува да ги достигне тие високи очекувања кои што се наметнати, без разлика на тоа што неговите апстрактни филмови посветени конкретно на естетизирањето на животот на евримен, односно на обичниот човек, според мене демонстрираат дека ја наоѓа убавината во ординарното, која повеќето ја прифаќаме нели здраво за готово, а Рој е еден огромен хуманист, човекољубец кој ја зема камерата во неговата рака за да ни посочи дека животот е едно чудо за кое сите мораме да бидеме благодарни што го поседуваме, барем на кратко. Вистинско богатство за сите љубители на филмот и пред се на ликот на делото на Рој Андерсон. Тука јас ќе морам да се збогувам со вас со оглед на тоа што завите на полицискиот час се наближуваат,
За крајот на емисијата ќе слушаме уште една композиција од албумот Calling Culture на Vext и по нив ќе следуваат Prosperina со нивниот албум Flag. Стана збор за за прогресивен стонер бенд со влијание од гранж жанрот. Потоа ќе слушаме Debauchery со Monster Metal, еден dead and roll бенд со една од композициите во соработка и со Tim Reaper Owens. Потоа ги слушаме An Autumn for Crippled Children и нивниот композиционниот албум As the Morning Dawns We Close Our Eyes, холандски експериментален black metal во комбинација со пост-рок, односно што би рекле пост-black metal. Потоа ги слушаме Nepal Death со нивниот композиција од имениот нивен албум, шведски психоделични прогери, по кои следуваат Катан и композиции од нивниот истоимен албум, американски мелодичен Black Death metal бенд, и ќе ја завршиме емисијата со Robots of the Ancient World и една композиција од нивниот албум Mystic Goddess. Стана збор за heavy psych бенд од Орегон од САД, од кој што ќе слушнеме прекрасната композиција Lucifer. Така што, јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 473-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте филмови и плашете се. Чао, чао.